Транспортот, културата, образованието како и унапредување на односите помеѓу двете земји беше во фокусот на денешната средба помеѓу премиерот Заев и неговиот колега од Босна и Херцеговина Денис Звездик. Заклучокот на двајцата премиери е дека е потребно да се обезбеди мир и стабилност во регионот на Западен Балкан, за да може да се отворат перспективите за евроатлантски интеграции. И Заев и Звездик нагласија дека е важно да се продолжи со унапредување на економската соработка, заеднички настап при аплицирање за ЕУ фондовите, како и инфраструктурно и транспортно поврзување помеѓу двете земји и регионот. Посебно како регион ќе мора да создаваме заеднички регионални проекти, во таа смисла заедно да настапуваме кон заинтересираните инвеститори и кон фондовите на Европската Унија, за да можеме да возможиме поврзаност пред се на представниците на стопанството и да возможиме секако и врска помеѓу нашите граѓани. И со самото тоа значајно да се унапредат бројните сектори во економијата, меѓу кои што е и туризмот, нешто кое што е многу интересно за Босна и Херцеговина како и за Македонија. Затоа во престојниот период ќе подпишеме и нови договори кои што ќе бидат врзани за туризмот, за развојот и јакнењето на економските односи, за можноста на патување со лична карта, за подобра конекција на нашите главни градови. Заев потсети дека двете земји веќе подпишаа договор за соработка во областа на земјоделството, во делот на возачките дозволи и најави дека ќе следуваат и договори за патување меѓу двете земји со лична карта, како и воведување авионска линија за поврзување на Скопје со Сараево, со можност за вклучување и на Подгорица. Следува веќе имплементацијата и подпишувањето на договорот за патување помеѓу двете земји со лична карта. Работиме на унапредување на авионската линија помеѓу поврзување на Скопје со Сараево, а секако овде се можностите да биде и Подгорица заедно вклучена, заради тоа што комуникацијата, поврзаноста помеѓу земјите дефинитивно отвара огромни можности за севкупно унапредување на соработката помеѓу нашите граѓани. На конференцијата беше потенцирано дека правата на босанската етничка заедница во Македонија се почитуваат, а Заев најави дека од 2018 година босанскиот јазик ќе влезе во образовниот процес. Тој најави изградба на ново училиште во општина Студеничани, каде живее поголема босанска заедница, а предвидени се инфраструктурни проекти во населените места во Средно и Горно Коњаре.